повторно да го искористиме времето возејќи се кон стадионот Жилет. За некои 2 часа од прилика ќе почне надпреварот, 16 финален надпревар Германија-Парагвај. Добивме билет, тикет, како и да се вика, и за овој надпревар. И еве да го искористиме малку времето да позборуваме, иако на македонска тема за македонски фудбал, јас не знам дека нешто интересно се случува. Брегалница ги исплатила долговите кон фудбалерите. Медиумите го напаѓаат Вардар дека наводно има лошо организирани подготовки, а за овие новите пролигаши Пелистер од Битола. Нов председател има. Беше на рака Пелистер, да. Ама овие пролигашиве нешто тнко, Шкендија Рачиново, Башкими, Арсими. Во кој смисол? Брера, па нема дали се почнати, дали не се почнати, дали земаат залет, кој знае. Добро, малку сме оддалечени од таму на 25 јули само почнува правенството за 25 дена. За 25 дена. Малку сме оддалечени од тоа, искрено јас немам нешто многу информации, нити нешто имам специјално прочитано. Бевме повеќе ангажирани овдека околу светско првенство, но македонскиот фудбал ќе си почне вака или онака, тоа не е спорно. Како со кој квалитет, колку публика ќе има на надпреварите, како ќе помине Вардар, ова не сум слушнала дека нешто критики за подготовките, зошто критики не знам. Нешто повеќе знаеш? Недисциплина, проблематични резултати, сега малку парафразирам, немам изворни информации. Значи сите има многу луѓе кои што се грижат, нели вака грижат околу Вардар. Знаеш како е, ново Вардар, ново парти, сега да не кажувам. Да, ново Вардар, ново парти. Ново Вардар, ново парти. Не знам што да кажам, некогаш има и лажни информации, некои се ситат кога нешто на Вардар не му оди. Баш така. Вардар е шампион актуелен на Македонија, Вардар ќе игра во Лига на шампиони, посакуваме да помине добро, како ќе испадне сето тоа ќе видиме, но имаат право да пишуваат, пошто нели демократија сме ние, ама кој што сака ќе си каже. Ја мислам дека повеќе искрено од завис тоа и од така, од некоја нетрпеливост. Добро, да се вратиме на она што сакаме денеска да го позборуваме малку од лице место овдека од Бостон, поврзано на тема светско првенство, но не поврзано со она што вие го гледате на телевизија. Ајде Ргутов, зашто зборуваме да им кажеме на гледачите? Значи како шкотите испадна од првата рунда и замина од Бостон, овој главен град на Масачусетс и еден од метрополите во цела Америка, градот како да почна поинаку да функционира. Еве денес поинаку диши играат Германија, Парагвај. Вчера бевме во централниот парк, Комон парк, на улиците на Бостон. Зиро. Нити германци, нити парагвајци. На еден ден пред надпреварот Германија-Парагвај да не можеш да сретнеш германец во централниот парк во Бостон, каде што беше собиралиште на предходните навивачи. Значи зборуваме и за шкотите, беше окупирано од шкотите и од Гана. Зборуваме и за Англија. Да, ова со Германија-Парагвај, што се случува, не ми е јасно. Може некоја нивна навивачка тактика да не преюдицираме. Сега ќе видиме на стадионот како ќе биде за нецел половина час треба да стигнем. Да, ќе видиме како ќе биде и ќе се јавиме со видео од пред надпреварот. Јас искрено верувам дека стадионот од 65.000 повторно ќе биде горе-доле полн. Не, ќе се напуни стадионот, нема некаква еуфорија, нема. Но зборуваме со мештаните, со американците, ајде да ги наречам, овие во Бостон шосе, дојденци американци, што и да е, што е работава што некако не се чувствува надпреварот. Тоа вчера зборуваме за денешниот, луѓето се смеат, крваат рамења и викаат не може никој да ги повтори шкотите. No Scotland, no party. Како рековме, no Вардар, no party за македонски услови. Па така е, така изгледа. Кој се интересира за Шкендија Речиново, Брера и Шкендија Тето, сите за Вардар гледаат. Ова Брегалница не ги почнала подготовките, ама на Вардар лоши биле. А што се случи со Брегалница, со Владко Костов, што вика нешто ќе си оди? Немам информации, нешто Киро Манев изворно информира и поздрав до него ако не гледа Киро Манев. Честитки за неговата упорност и пласирање на изворни информации кога е во прашање штипскиот праволигаш.
Тоа што сакам да го споделам како многу интересен момент и да го позборуваме малку е дека нешто се случува со FIFA, нешто ново, со организацијата на овие светски првенства, кога е во прашање публиката, навивачите и картите за надпреварите. Продажбата на картите, тоа е фокусот Така е, на значи- тоа. Или предпродажбата, уште попрецизно. Пред почетокот на светското првенство, FIFA ги отвара картите во продажба достапни за сите, кој сака да си купи. Да. Цените такви какви што беа, да не зборуваме за тоа сега од дека почнува од таму од $300 Не, не знам $118 кој. до 550. Така беа првичните цени, без 8 на финали и 16 Така на финали, е. само по групи. Така е. Цените достигнаа во еден момент, значи и ние тоа го видовме лично, сакајки за наши луѓе да си земеме карти, го видовме дека достигнуваа и до $2000. Уште зборуваме Македонија додека бевме. И Цените тоа за до- надпревар по групи зборуваме, тоа е За многу надпревар важно. во групи кои што претходно не се продавал по таа цена. Сега, тоа што е интересно и што сакам да го споделам со гледачите е дека денеска на неколку часа, и ова се случи и вчера и завчера, но денеска на неколку часа пред почетокот на надпреварот има групи, Facebook групи, Зборуваме за Instagram надпревар од групи. Германија, Парагвај, за да. Така е, за Германија, Парагвај. Може да налетате на карти кои што се продаваат по $250, $300, $350, $400. Сега има и многу и фейк карти, значи луѓе кои што се јавуваат дека продаваат па сакаат измама да направат. Да, ама функционира принципот face to face, за да им објасниме на гледачите. Функционира и другиот принцип. И другиот, обично кога ги нудат по многу намалени цени, тоа мислам дека не го апострофираат. Многу намалени цени. Значи од $1200, $1500 сега паднаа на 350, 300, 380 да речеме прва категорија карти, некаде по регуларна цена колку што се продава во Сега од има FIFA. разлика малку, разлика во цената во картите зависи на кој дел од стадионот си, но тоа што јас го гледам е карта која што ја купил човекот покажува $600. Он денеска Само таму извини, значи они ги дистрибуираат и ги покажуваат оригиналните документи како ја купиле картата. Така е. За да можат овие кои ги прекупуваат да бидат сигурни дека картите се валени. Муаветот ми е карта што ја купена $600, денеска се продава за $350-400, не може да достигне повисока цена. Зборуваме еве конкретно за Германија, Парагвај. Дали се излизга овие што вложија во купување на карти, сакаат да заработат и што е најинтересно легално да заработат. FIFA Да, нема тука ништо FIFA го црн дозволува тоа. пазар или нелегални работи, се плаќаат сите давачки, се купуваат еднаш, се препродаваат еднаш, се препродава втор пат, се препродава трет пат, може цената и да расте и да паѓа. Тоа е се. Значи FIFA со амен на FIFA. FIFA дозволува ако ти си купил 4 карти да ги продадеш на друг. Нема тоа име, презиме, ќе си има потоа превземено. Не, трагата на препродажбата треба да стои, ако не е фейк. Меѓутоа, прашање е како тоа може да се гарантира. Муабетот е тоа ни создава малку интересна така мисла за интересна тема за размислување. Како луѓето се излизгаа во пресрет на светското првенство, ќе се испотепаа за да ги купат картите, а сега сакаат да ги продадат и по пониска цена од таа што ги купиле за да спасат нешто. Добро, за да сега збориме за Бостон, Наташа, може у Мајами, у Канзас Сити или у Сан Франциско, еве кај што игра Бостон со Америка, може да не е така, Немам знаеш. информација, но Добро, вистина во не, за право да си. бидеме прецизни. Зборуваме конкретно за овој надпревар, нешто чудно се случува, германците сепак нели се тим репрезентација, славната изјава на Гари Линеке, фудбалова игра во која германците постојано победуваат. И како Ама беше денес- направија претходно ако победуваат Ама постојано? денес неколку карти изгубија од Еквадор, изгубија 2:1. Па нели стално победуваат? Па денес игра со втора јужноамериканска А и репрезентација. со нас играа германците, па не победија. Ги победи, Мрме ги победи таму сред Бохум кај игра Па нели сред Германија. германците стално победуваат. Не било така, гледаш. Па не било така. Како ќе биде денеска? Што очекуваш да нешто надпревар? Нешто имаш чувство некој? Исклучително мислам тешко ќе биде за германците, бидејќи малку веќе ги гази тој притисок дека треба да поминат, да не речем дека мора да поминат, а евентуално и со голема веројатност во осмели финалето ќе се сударат со Франција. Со Франција во Филаделфија. Ако Франција победи. Ако Франција помине со Шведска, па сега, ние си правиме муавет.
фаворити си и Франција и Германија. И интересно е победникот од Франција и Германија во осмина финалето, во четвртфиналето повторно се враќа во Бостон. Значи, вамо новој стадион каде што се одиме, на 9 јули ќе играат или Франција или Германија, ако поминат. Јас тоа што сакам да го кажам е информација една што ја прочитав исто така за некои си правење прорачунки, математики, одење до детали, дека тие прорачунки и математики покажуваат дека во финалето ќе се најдат Аргентина на Меси со Франција на Мбапе. Тоа ќе биде не може да се судрат пред финале. Тоа беше малку ја критикуваа таа жребка, ако не грешно, сега малку да бидам да се оградам. Ја спомнуваат овдека репрезентацијата исто така на Бразил, која што пак додека ние снимаме во моментов игра и 1-1 успеа да изедначи Каземиро Стравец. Да, против Јапонија. И ја спомнуваат репрезентацијата на Холандија. Зборувам ова што прочитав од тие прорачунки детално што ги оделе до крај што би можело да се случува. Значи и Бразил се спомнува и Аргентина. Чека, врачат не го спомна овој што ги проколна англичаните, сега ги колни и аргентинците. Така. Па ги колнеше и хрватите. Ама ги видовме на трибините, стварно правеа некои магии пред нас. Имаме фрла нешто, вака прав. Не бе, Огин имаше нешто за Балија, некој чат, да. Ги имам снимано, дали веруваш дека не стигнав да објавам таа снимка, го имам снимано кога го правеа сето тоа, тој врачот што е, ама ајде во некоја... Беше измачка со бои, гол со облече, со некои рогови, со капи некои, и така влегува на стадионот, без проблем. Плюс оној пријателот со кој што разговараш ти, кој што вели дека ќе оди до финале, дека ќе оди Гана. Вработениот во Фудбалската федерација со Америка дека Гана ќе иде до финале, ама Гана за да Гана и да иде до финале треба Америка првен да ги победи босанците за да продолжи до финале. Ајко сме веќе кај тој надпревар, наши пријатели овде во Бостон веќе се спремни полека прават трансфер кон Сан Франциско. Исклучително таму ќе има навалица на босански навивачи, ама и она што го збориме за картите, може таму да има спротивна ситуација. Не сме стигнале да провериме. И мене лично, знаеш, ми се чини дека надпреварот Соединетите Американски држави и Босна и Херцеговина ќе биде еден од 2-3 поатрактивни во ова 16-та финална фаза, да кажам, на не знам дали грешам. Мислам дека не грешиш и мислам дека ќе биде така и посакуваме Босна да успее да го мине и овој круг. Заедно сме со босанците, навиваме за нив, има многу босанци овдека во нашето обкружување. Заедно ги гледаме надпреварите, се дружиме, се собираме, поздрав до сите нив. Како ќе биде, еден Господ знае. Ќе видиме. Ќе видиме сега и Хрватска против Португалија исто е доста атрактивен надпревар. Тоа е, јас сакаш уште нешто да кажеш? Не, само да најавиме ќе снимаме нешто на пред почетокот на Германија Парагвај, навистина да ја остраниме оваа дилема околу навивачите и посетености и билетите, дали навистина и денес Жилет стадиумот во Фоксборо во Бостон ќе биде онака крцат полн, да речем, да нема игла кај да падне. Остануваме со вас, ќе се јавиме со видео како и секогаш пред надпреварот, на полувремето и за време на надпреварот. Ова е 6-ти надпревар во живо што продукција Скок ко гледа и ќе известува од него. Во очекување сме на билети за надпреварот и Босна и Херцеговина против САД што ќе се игра во Сан Франциско, но дали ќе одиме таму зависи од тоа дали ќе ни се падне на лото овдека. Не, и да појасниме кога зборуваме за тикет, зборуваме за медија тикет, значи без оглед на ова мора да имате и медија. Така е. Се веќе одобрени со кои поминуваме, мора да има и посебен медија тикет за медија седиште во новинарската ложа и посебен влез или на пресконференција или во микс зона. Да немате дилеми за какви тикети зборуваме кога сме новинарите упрашани. Тоа важи за сите новинари. Многу скапи картите. Бостон, Сан Франциско би не чинело малтене околу повеќе од колку Скопје Бостон. Повеќе од колку Скопје Бостон. Тоа е Америка. Ајде, тоа е Америка. Понуда и побарувачка, тука цените растат
преку ноќ. Или се намалуваат, зависи. Така е. Ќе се јавиме со видео од пред стадионот Жилет да видиме каква е атмосферата. Нас не ни делува дека ќе биде нешто вау, но ајде дај Боже да грешиме. Се гледаме. Поздрав.